Јас сум професионален танчер и од скоро кореограф. Почнав да танцувам многу одамна, од прилика кога почнав да одам, исто така. Модерниот танц ги користи принципите на класичниот балет, со тоа што му дава некоја малку поголема слобода на телото, повеќе се бави со дишењето, повеќе се бави со тридимензионалност, бидејќи класичниот е баш во две рамки, во две линии, нема премногу заоблување или отварање на телото само по себе. За колкав волумен на тренинг станува збор за тебе лично? Во тој период бев цел ден во сала, значи некои 8 сати во денот. Тоа ви се часовите? Да. Сидеш на факултет, си И имаш си вежбаш. часови и часот е у сала и си вежбаш. Вау, сон! Значи, директен одговор за мојата сопруга е 8 до 10 сати, 6 дена у неделата. Да. Гледајки како обичен човек, современ танчар, како да е абстракција. Колку е ова тачно? Е точно, да, во голема мера е точно. Со тоа што многу често имам впечаток дека кога ќе се спомне абстракција, луѓето мислат дека се некои неодредени линии, бои измешани на куп. Ко да го измислуваш без врска? Да. А не е? Не е, затоа што сепак има некоја структура. Не знам како да... Не, готово ми Јас одговори. не знам точно да го Не, готово ми одговори. Ова ми беше клучниот момент за јас конечно да го разберам убаво. Кога те гледам, делува ко да е без врска и сега го измислуваш у моментот, ама ако те прашам, дали ова само што го направи, можеш да го повториш пак исто? Да, апсолутно да. Тоа е клучниот момент. Движењата и се перфектни. Ова е режирано и знае точно у секој момент каде да стаи прст, рака, нога, глава, рамо, да и го кажеш ќе го повтори 1000 пати исто. Да, Заклучувам, сваќам дека е уствари така. 90% од времето е така. Имам некои 10, за мене лично, имам некои 10% што ги оставам на импровизација, меѓутоа само во моменти кога сум сигурна дека тоа е плюс за изведбата и дека нема да одземе едноставно од целата слика. Да. 90% тоа е вежбано, повторено милион пати истото. Сакам да се собрани работите, да сум сигурна дека е така како што треба да биде, а тие 10% убаво е да ги има. Убаво е бидејќи ти дозволуваат да си уште повеќе во моментот. Да не биде стресно, да не знаеш што ќе се деси, меѓутоа да има мала доза на игран или на флоу, да оставиш што ќе дојде. Во збор, баш, да, точно така. И тоа е посебен секшн. Перфекционизмот, што сеќам го има во тебе. Не. Мора да има. Нели, кој е некој толку обседнат и во потрага по највисокиот ниво на перформанс, мора да си перфекционист. Дали тоа што си перфекционист ти помага или ти одмага некогаш? Има подпрашање. Ова е многу добро прашање. Ми помага со техничките работи многу, ми помага исто така сум приметила кога работам со група, например, кога треба да пренесам на некој друг, кога сум во позиција на кореограф, кога треба на некој друг да му кажам што да направи, многу ми помага овој момент, бидејќи за да можеш на некој да му кажеш како да танцува, прво ти треба да не само како да танцува, туку како да танцува одредена секвенца што ти си ја направил, да ја направи исто. Мора ти прво да знаеш многу точно од каде трга движењето, колку трае, во која насока оди, што точно сакаш да представува, така што тој аспект ми помага многу. Меѓутоа во моменти каде што да речам треба да се фрлиш во нешто ново, каде што треба да утнеш, да сгрешиш, да не си толку совршен, тогаш знае да ми биде баш онака јака кочница. Меѓутоа, со секој таков нов настан се чувствувам дека станувам подобра, бидејќи преминувам преку тие препреки.
Али Да. на почеток знае да ми биде баш онака предизвик. Како се соочуваш со тој момент кога сваќаш дека леле и најчесто лекот е движење. Ејмен. 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 Само некако движи се. Како дојде ти до тоа? И што за тебе тоа значи подлабоко? Тоа што го кажа, например, дека лекот за многу работи е движење, односно movement medicine има као цел исто Movement medicine. movement medicine. Движечка медицина, можеш медицина на движење. Интересно е бидејќи можеш да го сретнеш како хаштаг веќе на многу работи, Да? movement medicine, Да, како па да, движење да, едно. да. Меѓутоа, како што кажа, јас движам цел живот и за мене движењето е нормална работа. И затоа во многу мала мера имам допред некое време сум размислувала за тоа што значи за други луѓе и колку им е природно и нормално да движат или не. Ако некој седи 8 сати во денот на работа и после се враќа дома и седи пред телевизор уште 8 сати и после си легнува, колку му е на него нормално да движи или да не движи. И на пример од таа причина почнав со овие вежби со дечки од филхармонија. После тоа направив и еден курс, краток курс од 20 видеа, каде што исто така се бавам со одредени движења, начини на движење и се направени како кратки секвенци. Значи, ова по ова движење ќе ви помогне за горниот дел од грбот. Ова по ова движење ќе ви помогне за долниот дел од грбот. И тоа е курс на англиски направен, Active Body Solutions се вика и е постиран на Udemy. Меѓутоа има уште една многу интересна разлика тука, а тоа е дека ја немаат нашата способност па за импровизација, затоа што знаеш македонец од што немаме, од чачкалица ќе измисли нешто. Да. И нив кога ќе ги ставиш у ситуација да немаат, они се шокирани, како нема. Па така нема. И сега вие вака, да бе така, како нема, тоа е. И тоа е многу интересно да го видиш, пошто кај нив способноста за креативност, за импровизација е малку на пониско ниво од нашата. Технички може се усовршени. Да. Добро, ама за лаик ко мене, ја би дал за поголема важност на тој креативен момент, на импровизации, на праење од ништо нешто, бар кога станува збор за финална експресија на настап на современ танц. Океј, би било убаво и ти кога си тренирала 60 сата неделно да бил загреан подот, ама не бил. Да. Ама си ги направила 60 сата, ама сега знаеш од чачкалица да направиш настап, а тој у Франција не знае. Знаеш како далеко од тоа е сега да кажеме дека не се креативни, мислам, не е апсолутно има многу креативност. Меѓутоа, стварно има нешто кај нас како нација и овој цел балкански регион има една работа што имаме во нас многу материјал, имаме во самото постоење, во самото креирање, имаме многу материјал од тоа што имаме што да кажеме, знаеш? Имаме сами по себе имаме многу содржина за кажување. Знам на што мислиш. Малку е комплицирано да го составам со зборови. Заради поднебјето, историјата, тешки приказни. Знам на што мислиш. Низ историјата има танчери што го дефинираат танцот како поврзување со возвишеното, со нешто поголемо од нас, поголемо од тоа што го гледаме. Мислам дека има многу вистина во тоа и не сум сигурна колку публиката воопшто има прилика да допре до таму. Може би има прилика да допре до еден дел на таа размена на енергија или на фактот дека ние сме таму некаде во некој меѓупростор, меѓутоа за нас е стварно едно, за мене лично, едно специјално искуство и ништо не заменува кога танцувам со таа посветеност, кога сум на тоа место каде што како што споменав посебно техниката и флоуто се заедно на едно место каде што е совршената комбинација за мене во тој момент. Мислам дека ништо друго не може да го замени. Стварно е посебно. Многу убаво го кажа, меѓупростор. Да.